Добре дојдовте, драги слушателки, во новата епизода на програмата Жени со надеж. Јас сум Нена. Во денешната епизода продолжуваме да зборуваме за зависностите, бидејќи сакаме да ја подигнеме свеста за оваа проблематика, како и да се едуцираме и информираме за разните видови на зависности. Секоја тема, како и досега, ќе ја погледнеме и од перспектива на Светото писмо, за да разбереме дека без разлика со што се соочуваме, ние сме вредни, скапоцени и возлюбени во Божите очи. Тука ги споделуваме и нашите радости и нашите солзи, предизвици и успеси. Затоа останете со нас. Добре дојдовте во нашиот подкаст на тема која станува се почеста во денешно време, во која многумина се борат со дебелината. Јас сум Сандра и досега сигурно зборуваме веќе доволно на разни видови зависности, но во меѓувреме се сетивме дека постои зависност од шеќер. Денес подетално ќе истражиме оваа тема, како таа влијае на нашето здравје и што можеме да направиме за да воспоставиме рамнотежа во нашето тело. Јас слушнав прилично интересни сведоштва на оваа тема. Додека ја подготвувавме оваа епизода, се сретнавме со две жени. Првата рече дека никогаш не мислела дека ќе дојде до фаза во која од темел ќе мора да ги промени своите навики, но дека на тоа ја натерале лошата кондиција, уморот и незадоволството, а втората рече како и се влошила состојбата на кожата и дека и била констатирана преголема количина на некоја габичка во телото. Поради сето тоа, тие одлучија за почеток да го исфрлат преработениот шеќер од исхраната и го заменија со поздрави алтернативи. Еве како изгледаше нивниот пат до поздравиот живот. Тие ни ги напишаа своите сведоштва. Нивните имиња се Лидија и Сања. Здраво, Моника, би сакала ли те молам да го прочиташ писмото на Лидија? Се разбира, Нена, Лидија ни пишува: никогаш не сум била од оние деца на кои не им се допаѓало јадењето зеленчук. Мајка ми уште од мали ни правеше каши со зеленчук и месо, така што уште како дете се навикнав на тие вкусови и до ден денешен ми се допагаат. Но најубаво ми беше кога ме хранеше со пасирана банана и бисквит, праска или некое друго овошје. Причината е очигледна, тоа јадење имаше шеќер во себе, секој кој вели дека шеќерот не предизвикува зависност не знае што зборува или пак лаже. Уште од првиот момент кога децата ќе пробаат нешто благо како што е чоколадото или некој колач, тие уживаат во тој вкус. Досега не сум запознала дете кое не сака благо, а и на една рака можам да ги избравам луѓето кои ги познавам, а не сакаат благо. Да се вратам на мојата приказна, како што минуваа годините, јас станував се позависна од благото. Секој ден од животот јадев по нешто благо, било тоа да е чоколадо, пудинг или некој круасан. Така и со мене. Како успеа конечно да каже не? Лидија вели дека кога била во своите 20 години, јадењето благо многу влијаело на незината телесна тежина и тој проблем го носела со себе и во своите 30 години. Ситуацијата станала особено тешка за време на COVID пандемијата, кога слободата на движење беше ограничена, а чувството на загриженост и анксиозност поради пандемијата станувало се поинтензивно. За да го потисне тоа чувство, таа почнала се поредовно да јаде благо, бидејќи благото и било како некоја храна во која наоѓала еден вид на утеха. Но оваа година одлучила да расчисти со својата најголема зависност и да почне сериозно да размислува за своето здравје, бидејќи никој, а и ниту она, не сака да има слаб имунитет и слабо тело на 50 години. Пред неколку месеци почнала интензивно да вежба по дома и целосно се откажала од внес на индустријски преработен шеќер. Ако се прашувате зошто не се откажала од секаков вид на шеќер, одговорот е едноставен: не мораме целосно да се откажеме од благот. Само мораме да најдеме алтернативни опции за обичниот шеќер, а такви опции има. Еден од најважните совети што ги научив изминативе години е дека нас не дебелеат одредени намирници, туку вишокот калории што не ги трошиме. Значи, ако поголемиот дел од внесот на дневни калории се состои од нутритивно богата храна,
како што се зеленчук, месо, јаткасти плодови и слично, можеме себе си да си дозволиме коцка чоколадо, малку чипс или било што сакаме. Со други зборови, храната не би требало да ја сваќаме ниту како награда, а ниту како казна. Така е. Да се вратиме на шеќерот, Лидија вели дека првите неколку дена е било особено тешко. Се разбира дека и овошјата и некои зеленчуци, како што е морковот, имаат шеќер. Но тие се нутритивно богати и затоа не сакала да се откаже од нив. Меѓутоа, одлучила веќе да не става обичен шеќер во кафето или да конзумира печива богати со квасец и шеќер, ниту пак да купува колачи или било каква храна која во себе содржи индустријски преработен шеќер. Но по некое време, откако кризата за таков шеќер поминала, Лидија вели дека се чувствувала одлично и тоа е така до ден денешен. Се разбира, првите неколку денови ќе биде особено тешко. Тој факт не смееме да го негираме. Тоа е така, бидејќи телото е во фаза на шок и не знае што му се случува. Лидија вели дека во тие денови била особено нервозна, но со тек на време ситуацијата станувала се подобра и го заменила класичниот шеќер и производите кои ги конзумирала со поздрави алтернативи. Сепак Сања, нашата втора слушателка, сведочи за уште некои причини поради кои престанала да консумира шеќер. А една од нив е лошата состојба на кожата и габичките. Моника, прочитай ни го сведоштвото на Сања, те молам. И Сања ја сподели својата приказа поврзана со борбата против зависноста од шеќерот. Стресот, нездравиот начин на живење и конзумирањето многу шеќер направиле да се чувствува многу лошо, а лошите навики влијали на состојбата на незината кожа. Таа вели добив дерматитис, а кремите кои приватните дерматолози ми ги препишаа воопшто не ми помогнаа. Имаше ноќи кога воопшто не спиев и на Google пребарував потенцијални решенија за мојот проблем. Покрај тоа имав и сува кожа и коса и други симптоми кои покажуваат дека нешто не е во ред со мојот организам. Со тек на време дознав дека сето ова е внатрешен проблем. Колку и да звучи ова како клише, но поголемиот дел од проблемите со кожата беа директен резултат на мојата исхрана. Ова се зборови кои Сања лично ми ги кажа. Поради нездравата исхрана таа добила и кандида. Докторката ја препорачала одредена диета која требало да ја помогне за кандидата, не ја препишала антибиотици, бидејќи антибиотиците ги уништуваат како лошите, така и добрите бактерии во организмот. Препораката да се почне со одредена диета била навистина полезна, бидејќи фунгите од родот кандида се хранат со шеќер. И така Сања еден ден одлучила целосно да го исфрли шеќерот од исхраната и колку и да ја било тешко, не се откажала во таа намера. Во незината глава имала само една цел, да ја подобри состојбата на своето здравје. Таа вели, во тоа време не внесував ништо што содржи шеќер, дури ни на мазите на кои пишуваше дека една од состојките од кои се произведени е шеќер. Во периодот од 9 месеци успеав да го вратам моето здравје во нормална состојба и целосно да се опоравам од проблемите кои ги имав. Неколку месеци откако не јадев каков било шеќер, јас почнав чекор по чекор да внесувам овоше и коренен зеленчук. Во тие моменти морковот ми беше неверојатно сладок, а јаболкото стана главниот извор на шеќер во мојот живот. Од тогаш не сум пробала рафиниран шеќер, го внесувам само шеќерот кој се наоѓа во овошјето. Моника, кои би биле тие поздрави алтернативи за шеќерот што се еднакво вкусни? Ако мислите дека ништо не може да го замени вкусот на шеќерот, се лажете. Откако јас и мојата колешка откривме здрави и природни алтернативи за шеќерот, обичниот шеќер ни стана одбивен. Еве неколку: стевијата, оваа билка со векови наназад се користела како природен засладувач, а нејзината предност е во тоа што не го зголемува нивото на шеќер во крвта. Стевијата е 300 пати поблага од шеќерот, па затоа не треба да се користат големи количини од неа за да се постигне посакуваниот ефект. Исто така, стевијата не содржи калории. Таа може да се најде во форма на прашок или течност. Ксилитолот, или познат како шеќер од бреза, јас сакам да го користам ксилитолот во кафе, бидејќи од една страна е доста суптилен, а и не го прави кафето премногу благо. Тој се добива од кората од брезата и исто како и стевијата не го подигнува нивото на шеќер во крвта. Поради тоа, него може да го користат и личностите кои имаат диабет. Еритритолот е одлична замена за белиот шеќер,
а многу потсеќа на стевијата, се добива преку ферментација на гликозата од скробот на органски одгледувана пченка и како и ксилитолот и еритритолот нема калории. Ова е одличен за сладувач, за десерти, напитоци и има сличен вкус како обичниот шеќер. Урми, иако постои сируп од урми кој е многу сладок, јас лично повеќе сакам да јадам урми наместо да го користам сирупот кој се добива од нив. Урмите се одлична алтернатива за шеќерот и може да се користат наместо шеќерот во домашно подготвените благи рецепти. На крај ќе го споменам и медот, како и шеќерот кој што се добива од кора, од бреза. Јас често го користам медот во кафето, бидејќи не го минува вкусот на кафето, а сепак му дава пријатна сладост. Медот може да се конзумира и во чај, смуди, овесни каши, здравите колачиња кои се подготвуваат по дома. Медот има и многу лековити својства и одлично му влијае на организмот. Затоа е важно да се користи во исхраната. Освен овие алтернативи, мој совет ви е наместо обичен шеќер да користите кокосов шеќер, агавин сируп или кафеав шеќер. Значи, животот без бел шеќер навистина се исплати. Во право сум? Дефинитивно да. Кога ќе престанете со внесување шеќер, ќе се чувствувате подобро, помалку ќе бидете уморни и вегата ќе ви даде добри резултати. И уште едно нешто, иако белиот, обичен шеќер е финансиски поевтин, сакам да ве поттикнам долгорочно да размислувате за вашето здравје. Каква е ползата сега да заштедите пари купувајќи бел шеќер, ако за неколку години истиот тој шеќер сериозно ќе ви го наруши здравјето и со тоа ќе ви отвори нови трошоци поврзани со вашата здравствена состојба? Ти благодариме, Моника, за овие информации, како и на овие две жени за нивните сведоштва. А ние продолжуваме после паузата со следниот дел од нашата епизода. Драги слушателки, во нашиот втор дел од епизодата ќе зборуваме за одрекувањето. Колку е сладок шеќерот. Колку самоутеха има во конзумирањето од чоколадо. Драги слушателки, целата оваа приказна за шеќерот, за задоволствата, за непцето, постојано ме доведува до еден ист збор, а тој збор е одрекување. Како и секој друг грев, сладко и нездраво. За да останеме здрави, би требало да се одречеме од се што не носи здравје во нашите животи. Би требало да бидеме дисциплинирани и умерени. Не е воопшто непознато дека Библијата зборува многу за тоа. За умереноста во јадењето и пиењето, како и за одрекувањето. Апостолот Павле еднаш го спореди христијанскиот живот со трка во која спортистите се подложуваат на дисциплина за да освојат награда. Не знаете ли дека оние што се надпреваруваат на стадион трчаат сите, но само еден добива награда? Па така трчајте и вие за да добиете. Секој надпреварувач се воздржува од се. 1 Коринтијаните 9:24-25. Само дисциплината е навистина клучна и за спортистот и за христијанинот, особено ако се однесува на храната. Баш како што спортистите мораат да внимаваат на својата исхрана и да практикуваат само контрола при исхраната, така ни човечките суштества не можат да јадат што и да посакаат, кога и да посакаат и колку и да посакаат, ако сакаат да живеат успешен живот. Умереноста е доблест која ја зауздува нашата желба за задоволство, особено задоволството поврзано со храната, пиењето и сексот. Умереноста исто така ги зауздува тагата и фрустрацијата кои можеме да ги доживееме кога мораме да бидеме без тие задоволства и кога нашите апетити ќе останат незадоволени. Недостатокот на умереност исто така не прави себични, со тоа што својата желба за задоволство ја ставаме пред доброто на другите. Не обрнува многу внимание на потребите на другите,
кога единствено на што можам да мислам е како ќе го наполнам својот стомак и како ќе ја смирам својата жед. Свети Гргор Велики ја опиша неумереноста во јадењето и пиењето како непријател во нас, кога мораме да го припитомиме пред да можеме успешно да се бориме во други духовни битки. Тој рекол: се додека стомакот е нескротен, секоја доблест пропаја. Некои луѓе кои не се дебели мислат дека не треба да се грижат за овој порок, но слабите луѓе кои можеби не јадат многу храна можат да бидат понеумерени од некој што е дебел. Многу се начините на кои можеме да западнеме во неумереност, освен прејадувањето. Свети Тома Аквински објаснува дека, за да ги избегнеме стапиците на неумереноста во јадењето и пиењето, мораме да се грижиме не само за тоа колку јадеме, туку и што, како и колку често јадеме. Сандра, кажи ни неколку зборови за тоа. Прво, колку јадам? Постојат две прашања кои треба да си ги поставиме во врска со ова. Прво, дали јадам премногу, повеќе од делот што ми припаѓа, толку многу што другите на масата или на некој социјален настан не можат да го добијат својот дел? Второ, дали јадам повеќе од колку што ми треба? Не е погрешно да си го задоволиме гладот до одредена точка и соодветно да се нахраниме. Но дали можам лесно да станам од масата без да се чувствувам скроз натрупана? Ако често го полнам желудникот до максимум, тоа е знак на приврзаност. Во Изреки 25:16 пишува: ако најдеш мед, јади колку што ти треба за да не се прејадеш и да не го повратиш. А Изреки 25:27 вели: како што не е добро да се јаде многу мед, така и да се лакомиш за слава. Прво треба да се размислува што јадам. Дали сум пребирлива во јадењето? Дали јадам само одредена врста храна или одредени производи, или можеби секогаш сакам јадењата да ми бидат подготвени на одреден начин? Кога ќе ми послужат храна која не е по мој вкус, дали моите коментари се тоа не е органско? Тоа е некое чудно странско јадење кое никогаш не сум го јадела? О, не, премногу зеленчук, или се обидувам сепак да го изадам и да изразам благодарност до лицата која подготвила таа храна? Или се жалам на храната во мензата или на семејната маса? Дури ако не кажам ништо на глас, дали можеби во себе мрморам, бидејќи тоа не е онаа храна која сакам? Ако мојот одговор на било кој од овие прашања е да, тоа е веројатно знак дека сум премногу навлечена на некои одредени врсти храна и дека во мојата душа владее пророкот на неумереност во јадењето и пиењето. А да се имаат пороци не е штетно само за нас, туку е и камен на сопнување за луѓето околу нас. А допрва, ако имаме семејство, деца, мораме да размислуваме каков пример им даваме. Божиот збор вели во Римјаните 14 од 15 до 17. А ако пак братот твој се скрби поради тоа што го јадеш, ти веќе не постапуваш според љубовта. Не погубувај го со своето јадење оној за кого Христос умре. Нека не се хули на она што е добро според вас. Царството Божјо не е во јадењето или пиењето, туку во праведност и мир и радост во Светиот Дух. И понатаму во 14, 20 и 21 вели: поради јадење не уривај го од делото Божјо. Навистина се е чисто, а тешко е за оној човек кој јаде поради соблазна. Подобро да не јадеш месо, да не пиеш вино и да не правиш ништо од кое братот твој би можел да се сопне, или да се соблазнува, или пак да слабее. Секако дека некои луѓе имаат посебни прехранбени потреби. Например, некој со срцеви проблеми мора да избегнува јадење со многу холестерол. Лицата кои имаат опасна алергија на кикирики, од која добиваат анафилактичен шок, мора да ги предупредат своите домаќини за таа намирница која може да им го загрози животот. Но кога се работи за моите лични вкусови, дали сум подготвена да се погазам самата себе во некои прилики, за да им дадам предност на другите или за да им оддадам почит на лицата кои ме послужуваат? Размислете како се чувствуваат другите луѓе кога ќе ја забележат нашата пребирливост. Кога нашиот брачен партнер, нашите родители или домакинот кој ни подготвува јадење, ќе ги забележат нашите посебни барања, може да им биде непријатно или тешко поради тоа. Може да им биде стресно тоа што мораат да се трудат да се прилагодат на нашите барања.
Нашата пребирливост може дури и да направи да се чувствуваат лошо, што и тие немаат толку високи стандарди за храната како што имаме ние. И на крај, како јадам? Дали јадам пребрзо, лакомо? Од христијанска перспектива оброкот е повеќе од можност да го задоволиме својот глад и да го нахраниме своето тело. Оброкот е време да го споделиме својот живот едни со други, да разговараме. Но кога луѓето јадат пребрзо, тие се толку насочени кон тоа да го наполнат својот стомак, што не обрнуваат многу внимание на другите луѓе. Наместо љубезно да ги предвидат желбите на другите луѓе за повеќе вода, вино или леп, неумерените луѓе повеќе се грижат како на својата чинина да го стават тоа што го сакаат. Уште повеќе, кога некој е толку насочен кон тоа да ја наполни својата уста, тешко му е да разговара со другите луѓе на масата. Вечерата за таквите луѓе станува повеќе време за задоволување на својот апетит, отколку обкружување за заедништво со другите. Наместо вистински да го делат оброкот и да го делат животот на масата како човечки суштества, како што би требало да биде, некои луѓе јадат како животни кои ете случајно ја делат истата чинја, зјапајки во својата храна, полнејќи ја својата уста и никогаш не погледнувајќи ги другите во очи. Библијата ја опишувала комоста како пат кон самоуништување. Павле и напиша на црквата во Филипи, зборувајќи за непријателите на крстот Христов. Нивниот крај е погибел, нивниот Бог стомакот, а славата во нивниот срам. Тие мислат за земните работи. Филипјаните 3:19. Освен тоа, кога некоја личност јаде пребрзо, таа всушност и не ужива во храната. Бог направил добрата храна да биде задоволство. Треба да ги јадеме нашите оброци полека, за да можеме всушност да уживаме во нив. Личноста која секогаш брза со храната не е навистина способна да ужива во задоволството на добрата храна. Кога јадам, а кога не? Односно неколку зборови за постот. Дали морам да јадам баш секој пат кога ќе почувствувам глад? Во моето семејство, додека беа мали нашите деца, поминуваа низ незгоден период кога учеа правилно да ја изразат својата желба за храна или пијалок. Во тие приодни месеци, штом ќе почувствува макар и трошка глад или жед, викаа со толку трагичен глас како да се работи за голема криза. Многу сум гладен, или сок, 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 и секако очекуваа дека некој во истиот момент ќе го задоволи нивниот глад или нивната жед. Слично на тоа, кога не ги зауздуваме нашите апетити, тие стануваат како мало дете во нас кое вришти. Сакам чоколадо, или ми треба кафе од Starbucks, или сакам помфрит од Макдоналдс веднаш. И како недисциплинирано дете дозволуваме нашите апетити да не контролираат. Може би мораме во текот на денот помалку да грицкаме, бидејќи малку глад би било нешто премногу болно. Или мораме да почнеме да јадеме пред другите да седнат на маса. Или можеме да одлучиме да направиме спонтана 10-минутна пауза на работа или да скршнеме од патот кон дома само за да свртиме во ресторан за брза храна. Или да плаќаме за работи кои не сме ги планирале. Се само за да му угодиме на тој непрестан заповеднички глас на нашиот апетит. Светото писмо не им наредува на христијаните да постат. Не се работи за нешто што Бог го бара како услов од христијаните. Но, во исто време, Библијата го опишува постот како нешто добро, корисно и како нешто што се очекува. Во книгата Дела на апостолите гледаме дека верниците постале пред да донесат некоја важна одлука. Дела 13:4, 14:23. Постот и молитвата често се поврзуваат. Лука 2:37, 5:33. Премногу често при постот фокусот се става на отсуството на храна. Меѓутоа, целта на постот треба да биде во одвраќање на нашите очи од нештата на овој свет и нивно насочување кон Бога. Постот е еден од начините на кои можеме да си покажеме на самите себе и на Бога дека ни е грижа за односот со Него. Постот ви помага да добиете нова перспектива и обновена доверба во Бога. Иако постот во Светото писмо речисти секогаш е воздржување од храна, постојат и други начини на пост. Се она од кое можете привремено да се одречете за подобро да се фокусирате на Бог, можете да го сметате за пост. 1 Коринтијаните 7 од 1 до 5. Постот би требало да биде временски ограничен, особено кога се воздржувате од храна. Подолги временски периоди без храна ќе му наштетат на вашето тело. Постот не е наменет за казнување на телото, туку за фокусирање на Бог. Исто така,
Постот не би смеле да го сметате за метод за слабење. Немојте да постите за да ослабите, туку за да имате подлабоко заедништво со Бог. Да, секој може да пости. Некои нема да можат да постат со воздржување од храна, например диабетичарите, но секој може привремено да се одрече од нешто за да се фокусира на Бог. Со одвраќање на погледот од овој свет, можеме подобро да се фокусираме на Христос. Постот не е начин за да го принудиме Бог да ги исполни нашите желби. Постот не менува нас, а не Него. Постот не смее да биде начин на кој ќе се прикажеме себе си подуховни од другите. Мораме да постиме понизно и со радост. Во Матеј 6 од 16 до 18 читаме: Кога пустите, не бидете жалосни како лицемерите, зашто тие си ги прават лицата нажалени за да се покажат пред луѓето дека постат. Вистина ви велам дека тие веќе ја добиле својата награда. А ти кога постиш, помажи ја главата своја и измеј го лицето свое, па да се покажеш дека постиш не пред луѓето, туку пред твојот Отец, кој е во тајност, и твојот Отец кој гледа во тајност, ќе те награди јавно. Драги слушателки, со ова стигнавме до крајот на денешната епизода. Ние сакаме да ги слушнеме вашите искуства или животна приказна, па затоа пишете ни на социјалните мрежи Instagram и Facebook под името Жени со надеж или на имејлот zennisonades@gmail.com. И секако придружете ни се во следната епизода. До следното слушање, Бог нека ве благослови вас и вашите семејства.